Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Долгот на општина Тетово јавно објавен на билборд. Се спроведуваат активности за воведување ред на зелениот пазар. Пандемијата го зголеми бројот на социјални случаи во Гостивар за околу 40%. Запленети над 26.000 парчиња пиротехника во Тетовско. Приведено едно лице. Локалната самоуправа го исполни ветувањето долгот на општина Тетово да биде јавно објавен на билборд. Истовремено спроведува активности за воспоставување ред во зелениот пазар. На зелениот пазар во Тетово ќе ве пречека голем билборд на кој е испишан вкупниот долг на општината. Овој потек го најави градоначалникот Билјалка Сами, ветувајќи транспарентност за граѓаните. 24.018.222 евра е вкупниот долг кој го наследи новата локална самоуправа. Повеќе од половина, односно над 14 милиони, го направила општината, додека останатиот долг е на јавните претпријатија и на училиштата. Граѓаните сметаат дека треба да знаат каде биле потрошени нивните пари и бараат одговорност. Треба да се каже, како што ги кажуваат цифрите, тогаш и каде. Сите на едно место сигурно не се тие пари. Па треба нормално да има одговорност, ама одговорност е со изгубени. Секако дека треба да има. Новата локална самоуправа ќе спроведува ред и на зелениот пазар. Уште 3 дена им даде на дивите продавачи да ја отстранат својата стока од јавните површини. Во спротивно ќе се соочат со законот и ако сакаат да продаваат, тоа треба да го направат на изнајмена тезга во пазарот. Продавачите се согласуваат со одлуката, но бараат подобри услови и решение за земјоделците кои што доаѓаат само на пазарен ден. Пазаров треба да се прошири, повеќе да има простор, па ако треба ти ноќе нека продаваат тука, мал е пазарот. Пазар немаме. Треба поголем пазар да има, повеќе место за да ме собере свите внатре да видиме. Ќе влагамо ние внад некај не можеме да растоваримо, овде се растовари побрзо и таму нема никакви услови да влагамо. Ние смо само по четврток. Четврток не можеме да земаме тезга ми. Кај ќе земам тезга, ја 2 недели ќе продаваме и готово ќе завршим. Ние со свое производство, што произведуваме сами доаѓаме. За нас би требало посебен пејач да има тука. Од понеделник инспекцијата и полицијата ќе вршат постојани контроли. Ваквата акција на локалната самоуправа доаѓа како резултат на блокирањето на тротоарите кои го попречуваат слободното движење на граѓаните и поради нелојалната конкуренција. Пандемијата го зголеми бројот на социјални случаи во Гостивар за околу 40%. Во Центарот за социјална работа месечно се поднесуваат по 100 нови барања за користење гарантирана минимална помош. Во Гостивар последните година и половина се бележи значителен пораст на социјално загрозени семејства. Според податоците од Центарот за социјална работа, бројката на корисници на гарантирана минимална помош се зголемила за околу 40% и достигнала до 4000. Имаме рапидно зголемување на бројот на корисници на социјална помош. То се случувало од почетокот на пандемијата, од првите заклучувања што ги имавме кај нас, што се затвориле некои работни места, што кафичите, ресторантите не можеле да работат со полно работно време. Од тогаш веќе почнал да се види та промена на бројката на корисниците на социјалната гарантираната минимална помош и тоа е во постојан раст. Секој ден луѓето изгубат работа од пандемијата, од другите причини. Гостиварската локална економија беше погодена и од недоаѓањето на иселениците, што повторно е поврзано со ковид пандемијата. За дуќаните и угостителите немаше работа како вообичаено во сезоните, кога печалбарите го посетуваа родниот крај. Голем број граѓани од работници станаа социјалци.
Знаеме минатата година и странците не беат, овие нашите што живеат во странство не беат, и знаеме дека нашата економија директно е влие од нив. И сега и тука имаше голем проблем, тие не беат минатата година и знаеме како се дешавале работите, многу ресторани, многу кафичи, многу објекти што работат повеќе кога идат од надвор, не работеле и нормално луѓето останале без приходи и станале корисници на гарантирана минимална помош, за жал. И сега постојано имаме развота бројка. Во Центарот за социјална работа во Гостивар месечно се поднесуваат по 100 нови барања за користење гарантирана минимална помош. Не сите поминуваат со позитивен одговор. Посебна комисија ги разгледува документите, прави увид на терен и утврдува дали реалната состојба е соодветна на прикажаната на хартија. Социјална помош се одобрува на барателите кои што ќе ги исполнат законските критериуми. Министерот за економија Крешник Бектеши на пресконференција по новинарско прашање околу поскапувањето на електричната енергија за речиси 38% истакна дека претходно дал изјава во која посочува дека поскапувањето на струјата ќе изнесува најмногу 10%. Секој 6 месеци електродистрибуција, ЕВН Home, ЕСМ и МЕПСО доставуваат барање во делот на покривање на трошоци и во делот на маржите до регулаторната комисија за енергетика на нашата држава и согласно тие барање одлуката ја носи регулаторната комисија каде што ги прифаќа цените кои се оправдани, трошоците кои се оправдани. Секако дека нивно право е тие не само 100%, може да барат и 2000% зголемување, но колку ќе се прифати, тоа ќе видиме во наредниот период. Јас во однос на зголемување на цената на електрична енергија за првите 6 месеци од 2022 година веќе сум давал изјава и стојам целосно позади тоа што сум кажал. Запленети над 26.000 парчиња пиротехника во Тетовско. Приведено едно лице. Следуваат деталите. Запленети над 16.000 разновидни пиротехнички средства од возило со скопски регистарски ознаки, кои биле регистрирани при контрола денес на наплатната станица Желино. Полициски службеници од СВР Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, денеска 16 декември околу 7 часот при планирана контрола, а по претходни оперативно потврдени сознанија на наплатна станица Желино го лишиле од слобода Н.И. 53 години од Скопје, кај кого при преглед на возилото што го управувал Фиат Добло со скопски регистарски ознаки, собственост на скопска фирма, во возилото биле пронајдени 26.540 разновидни петарди и друга пиротехника и 77 килограми тутун. Пронајденото е фотодокументирано и одземено за вештачење, а Н.И. е задржан во полициска станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто против него ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. Од СВР Тетово исто така информираат и дека денеска од 12 до 15 часот презеле мерки кои се однесуваат на обврските на возачите кон пешаците, односно на недавање првенство на пешаци, во рамките на кои откриени и законски санкционирани биле вкупно 18 прекршоци, 11 во Тетово и 7 во Гостивар. Во сите случаи станувало збор за непропуштање на пешаци на пешачки премини, пошто на возачите изготвени им се соодветни поднесоци и согласно член 122 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ќе се соочат со предвидените парични глоби, во зависност од тоа како и каде е направен прекршокот, околностите и друго. При контролата исто така санкционирани се и 22 други видови сообраќајни прекршоци, 21 во Тетово и 1 во Гостивар. Одделот за сузбивање на организиран криминал во содејство со ОВР Гостивар пресече меѓународен транспорт за недозволена трговија со дрога. Како што информираше портпаролката на МВР Сузана Прањич-Талевска, запленети биле околу 100 килограми марихуана во вредност од 300.000 евра, а приведени биле 3 лица од Гостивар и едно од Дебар. Имено со цел да се стекне со противправна имотна корист,
Во периодот до декември 2021, пријавените лица набавиле марихуана која ја сместиле во објект во Гостиварско, а на 14 декември дел од неа по претходен договор ја предале на еден од пријавените кој со товарно возило за одреден паричен надомест требало да ја транспортира до Република Бугарија. На 14 декември околу 17 часот и 15 минути од страна на полициските службеници при оддел за сузбивање на организиран и сериозен криминал на Патарина Глумово, при преглед во товарното возило МАН со приколка со дебарски регистарски ознаки биле пронајдени 19 црни вреќи во кои биле сместени вкупно 189 пакувања со марихуана. Истиот ден, врз основа на наредба издадена од судија на претходна постапка при Основен кривичен суд Скопје, извршени се претреси на неколку локации во Гостивар, при што се пронајдени поголем износ пари во различни валути и апоени и предмети потребни за истражната постапка. Во продолжение останатите детали од случувањата во изминатото деноночие од информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера околу 11 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар во куќата на 61 годишник во Тетовско Радиовце. Опожарен бил дел од подпокривот и зидовите, додека повредени лица нема. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна служба, пожарот за кусо време бил локализиран. Увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера околу 13 часот и 30 минути на улица Видое Смилевски Бато во Тетово, полициски службеници на МВР привеле 26 годишник, 37 годишник и 22 годишник од Индија поради илегален влез во нашата земја. Тројцата индијци биле спроведени во полициската станица за граничен премин Табановце за понатамошна постапка. 55 годишен тетовец и неговата 56 годишна сопруга вчера во 17 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавиле дека околу 15 часот нивниот 29 годишен син физички ја нападнал мајката. Подоцна тој се пријавил во полициската станица Тетово. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 16 часот и 40 минути 26 годишник од Гостиварско Чегране во СВР Тетово пријавил дека околу 12 часот во атарот на селото физички бил нападнат од неговиот 48 годишен соселанец. Се расчистува и документира случајот. Белегот на градот Тетово од областа на културата, женскиот хор Менада одбележува 40 години од своето постоење. Долгогодишниот опус на хорот подразбира голем број на награди и признанија како и настапи во земјава и надвор од неа. Во сабота тетовци ќе може да уживаат во хорската музика на манифестацијата со која ќе се одбележат 4 децении успешно функционирање. На наше огромно задоволство и задоволство на хористките од хорот Менада, во сабота на 18 ќе одбележиме мощен значаен јубилеј за сите нас, а тоа е 40 години од основањето на хорот Менада. Хор кој што сите овие 4 децении одбележи едно свое постоење, како во земјата, така и во 21 земја во странство сме биле, во некои земји повеќе пати сме учествувале, на фестивали, концерти, надпревари, така да и од сите овие гостувања имаме остварено голем мощно позитивен скор, освоени се многу први награди, втори награди, трети награди на фестивали кои што навистина значат нешто во светот, така да во Гран При освоивме и повеќе награди на фестивалот во Бадишел. Тоа е фестивал во кој што жирито се од Моцартеумот од Салцбург. Потоа во Белгија бевме пред 2 години на фестивал кој што учествуваа 100 хорови од целиот свет, освоивме сребрена медаља, второ место. Така да и се редат многу настапи, значи цела Европа имаме прокрастарено, отпеани се повеќе од 500 композиции, преку 1200-1300 концерти сме одржале и сакаме овој значаен јубилеј за нас да го одбележиме со еден свечен јубилеен концерт, како што реков ќе се одржи на 18 во сабота во музеот на Тетовскиот крај, поточно во поранешната Арама, во концертната сала. Потоа ќе има и една изложба на плакати, фотографии и дипломи, така да сето тоа е во дух на одбележување на овој значаен јубилеј. На репертоарот на хорот ќе бидат наши гости на хорот кои ќе настапувале со хорот и порано, а исто така ќе имаме можност и да настапиме со репертоар на кој ќе има разновидна програма од духовни композиции, композиции инспирирани од фолклорот,
потоа ќе има композиции од светската популарна музика, ќе настапи хорот, групата Шербет, Владко Груевски, Андреј Наунов и така ќе се редат и други, оставаме на изненадување, обраќање на нашите пријатели од странство ќе има и поранешни хористи. Деновиве ние како го објавивме концертот, многу наши поклоници, поддржувачи на хорот, поранешни членови се обраќаат во писмена форма или на Facebook, преку социјалните мрежи или директно. И една девојка која што сега е во Дубај напиша, вика, Менада не беше само вика хор, Менада беше дружење, патување, се едуциравме, се формиравме како личности и Менада беше се училиште. Значи, сеофатно се формираат тие како личности и на моје големо задоволство скоро сите девојки кои што пееле во Менада се реализирале во животот, успеале и на приватен план, а и како се едуцирале, успешно изградиле своји кариери, но Менада им значи. Значи, Менада има некој, можеби скромен придонес, но вела многу значаен во формирање на нивните личности. Мене ме радува што од тие девојки кои што преку 1000 до сега поминале низ хоровите што ги водам јас, и нивните ќерки сега пеат во хорот. Тоа значи на некој начин потврдува дека е навистина семеен и фамилиарен хор, тоа е задоволство и девојките често викаат ние сме и семејство, ние заедно размислуваме, се дружат и од социолошки аспект гледано, добро е тоа што сите овие години девојките си создаваат пријатели постари од себе, своји врсници и помлади, така да опсегот на пријатели кои што во животот ќе ги следат, ќе живеат и им е многу голем. Така да на некој начин, значи, убав збор е тоа, Менада е се училиште. Раководството на третата фудбалска лига Запад одлучи да го прекине првенството поради лошите временски услови и тоа ќе продолжи кон средината на месец март следната година. Фудбалските екипи од третата лига Запад ги завршија активностите за оваа календарска година. Ова следува откако раководството на Западниот фудбалски регион донесе одлука да го прекине првенството после 9 одиграни кола поради лошите временски услови. До крајот на првиот дел од сезоната останаа да се одиграат уште само 2 првенствени кола, но најпрво беше одложено комплетното 10-то коло минатиот викенд поради снегот кој наврна во Полошко, а за престојниот викенд се најавени нови врнежи од снег. Првенството е предвидено да продолжи вториот викенд од месец март следната година. Во текот на оваа сезона имаше обиди да се одиграат неколку првенствени кола во работните денови, се со цел да се избегне играњето во декември, но клубовите тоа го одбиваа бидејќи се работи за аматерски колективи и нивните играчи имаат работни и училишни обврски. Двојките за следното 10-то коло кој ќе се одигра на пролет се следниве: Трабзонспорт Речица, Врапчиште Напредок, Љуботен Зајас, Пролетер Дрита, Камењане Арсими и Джепчиште Влазрими. Екипата на Арсими ќе презими како лидер на првенствената табела со 25 бодови, 3 повеќе од второпласираната Речица. Третото и четвртото место го делат Врапчиште и Дрита со по 19 бодови. Кругот на екипи кои ќе се борат за првата позиција го затвора Кичевски Влазрими на 5-тата позиција со 18 поени. Во долниот дел од табелата се Зајас со 13, Љуботен со 10, Напредок со 8, Пролетер со 7, Джепчиште и Камењане со по 6 и Трабзонспор со само 2 поени. Првопласираната екипа на крајот од сезоната ќе игра во плејофот за пласман во втората лига заедно со другите победници на регионалните лиги.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.